денешното интервју разговараме со Јован Јаулевски, пратеник во Собранието на Република Македонија, редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Добар ден, господине Јаулевски. Добар ден, ви благодарам на каната. Најактуелна тема периодов е пописот. Беше, како што беше изгласан Законот за попис во Собрание, без потребната методологија која што ја дознавме пред извесен период, многу покасно од како беше изгласан законот. Вие како политичка партија и опција остро се спротивставивте на таков попис. Имено започнавте иницијатива за собирање на потписи, со кои што би се поднале тие потписи подоцна и би пробале, едноставно кажано, да го смените тој закон. За 2 дена собравте преку 45.000 потписи и очекувате ли масовна поддршка? Што е позадината за ваша акција? Точно така, ви благодарам на прашањето. Најнапред би сакал да напоменам дека во рамки на Собранието на Република Македонија ВМРО-ДПМНЕ при самото носење на законот за попис алармираше дека методологијата не е вклучена во самиот закон. Не знаевме за што точно се зборува во Собранието, каков ќе биде законот. Поднесовме многубројни амандмани, за жал не беше ниту еден амандман прифатен од опозицијата и вклучително она што е најважно, дека препораките кои што ги има Евростат и Обединетите нации за спроведување на попис не се содржани во постојното законско решение, односно ние имаме сега закон со кој што ќе се попишуваат државјани, а не закон со кој што ќе се попишува резидентно население кој што живее во Република Македонија. Од таа причина ваквото насилно туркање на законот за попис нема да произведе точни и прецизни резултати и ние како држава нема да може да оперираме 10-годишни развојни политики во секоја област која што ни е потребна поради пописот. Од тој аспект почнавме со собирање на потписи како политичка партија за само 6 часа, ќе напоменам. Во 2 дена за 6 часа собравме 45.000 потписи, што е јасен показател дека народот, македонскиот народ е против вакво законско решение, дека е против политиката во статистиката и затоа треба овој постоечки предлог закон за попис да се поништи. Тоа е интенцијата на ВМРО-ДПМНЕ и се надевам дека пораката ќе ја слушнат и пописот ќе биде одложен, затоа што многобројни европски држави веќе го одложија пописот поради пандемијата, држави кои што се сериозни како Германија, кои што веќе започнале со имунизација, а ние немаме нити набавено вакцини, нити сме започнале со посериозна имунизација, а сакаме да одржиме попис почнувајќи од 1 април. И да подсетам дека ние сме единствена држава во светот кој што има врзан подпис во Заводот за статистика, односно директорот има врзан подпис со заменик директорот. Има многу бројни аномалии во овој закон, многу бројни пропусти во методологијата на спроведување од резидентното население, врзаниот подпис, начинот кој ќе подпишува, безбедноста на попишувачите и попишуваните и слично, и од таа причина сметам дека треба пописот да се одложи. Како политичка партија пристапивме кон собирање потписи за поништување на ова законско решение. Корупцијата се наметнува како еден од најголемите проблеми во држава. На сите оние меѓународни ранг листи Македонија е се полошо од година во година е се полошо позиционирана. Така на извештајот на Transparency International сме на 111-тото место корупција. На извештајот на Economist сме на 78-то место и сме оценети како хибриден режим. Ваш коментар? Мој коментар ќе ве вратам 4-5 години наназад. Токму sada самот дојде на власт врз основа на тие политики. Дека ќе се бори против корупцијата, дека ќе го крене животниот стандард, дека нема да има компромис, дека ќе го реформира правосудството. Мене ми стана јасно уште од првиот ден кога Зоран Заев стана председател за реформи во правосудството, дека во оваа држава обвинителството, судовите се укинати и се суди по принципот на трас и политички нарачани пресуди. Впрочем, тоа не треба да го кажам јас, тоа како што кажавте го кажува и Transparency International, затоа сме на 111-тото место на ранг листата на корупција и тоа го докажуваат многу бројни случаи кои што се уште не се решени. Да подсетам за пресудата на Курту Дудош, политички исконтролиран случај. Да подсетам за Боро Малборо, политички исконтролиран случај, само 3 месеци
условно доби затоа што му е близок соработник на Зоран Заев, а потоа неговиот син како награда доби лиценца за одгледување на марихуана. Да потсетам дека се уште немаме случај за Леонардо Уил Вин, познатата реченица на Рашковски. Се уште немаме отворено случај за Ден Дончев, како при што целата македонска јавност виде како става купче со пари во ташната. Видовме како се исконтролира случајот рекет. Видовме многу бројни корупцијски скандали во Република Македонија за кои што нема завршница или завршницата исконтролирана. И токму затоа ние сме на 111-тото место на Transparency International. Затоа сме оценети од Economist како хибриден режим, затоа што се нарочуваат пресуди за политичките неистомисленици, оние кои што се во спрега со Зоран Заев и со власта, завршуваат како што Зоран Заев ќе им наложи на судството, по принципот трас-трас. Корупцијата, можам да кажам дека во Република Македонија е еден од главните проблеми во моментов и мора оваа власт што побрзо да падне за Република Македонија да има реална борба со корупцијата. Во ВМРО ДПМН постојат млади политичари кои не носат товар од минатото и политичари кои што се спремни начело со претседателот Христијан Мицкоски да изведат државата на прав пат. Покрај корупцијата, едно од најгорливите прашања во државава е образованието. Со години следат оние експериментални настави, да сето тоа кулминира нема ниту еден македонски универзитет на Шангајската листа од топ 1000 универзитети во светот. Некако последниот пет кулминираше и со оние средношколски протести во време на пандемија, матури има нема, некако спротиставени ставови доаѓа и од властите, се чини дека сите решенија се избрзани до на онлайн настава во кој што да подсетиме дека 40.000 деца не можеа да ја следат пошто не поседуваат таблети. Држава има пари да одвојува за многу работи, меѓутоа за децата и за образованието е една од најважните работи во државата, затоа се немаше пари. Кој е вашиот став? Многу пати сум кажал и тука од говорницата на собранието, ќе повторам и во вашата емисија, во овој интервју, ако сакаш да унистиш една нација, најлесно тоа ќе го направите преку образованието, а токму сада сама е успешен пример за тоа. Формира, да почнем од почеток, формира онлайн платформа за следење на онлайн настава, која што не функционираше. Како што кажавте и самите, над 40.000 ученици не беа вклучени во образовниот процес. Потоа ни се најави онаа концепција во основното образование, како концепција од Финска, која што впрочем не постои во Финска. Тоа е на тенденција како да се избрише историјата од предметите, како да се удоволи на соседите. Се прават експерименти на секој поле, во географијата, социологијата, впрочем ги видовме реакциите на научната и експертската јавност од сите институти. Институтот за историја, Институтот за социологија, Македонската академија на науките и уметностите, физичарите, географичарите, музичко, ликовно и така натака. Тука во собранието се одржа јавна расправа на матичната комисија за образование и спорт, но се уште забелешките од експертите и научната фела не се изготвени за заклучоците и не се доставени до нас пратениците и до Министерството за образование и наука. Така да, како што све се турка во државата на сила, исто ја туркаат и оваа концепција на сила. И третиот проблем е во неуспехот во областа на образование, впрочем тоа што немаме не само во 1000 на Шангајската листа. Нашиот најдобар универзитет Свети Кирил и Методи беше рангиран лани на 1970-тото место. Што впрочем докажува дека не се работи нити за напредување на високото образование, нити за напредување на основното и средното образование. Кога сме кој образованието, реализацијата на капиталните инвестиции во образованието во минатите години исто така е катастрофална. Само 1/3 од предвидените средства се реализирани од капиталните инвестиции предвидени во образованието. Така што тоа говори дека од сите овие области за кои што зборуваме денес, пописот, корупцијата, образованието, здравството, младите, сме на едно катастрофално ниво и никогаш полошо не било во Република Македонија. Се нема визија, се нема концепт, се нема едноставно начин како нити способност како работите да се подобрат во Република Македонија. И мене ми е жал што јас го говорам тоа, но тоа не го говорам само јас, тоа го говорат сите престижни
реномирани и списанија и институти и кои што ги истражуваат тие работи. Во октомври не очекуваат локални избори. Какви резултати очекувате? Дали истовремено очекувате да има и предвремени парламентарни избори, нешто што се заговара подолг период, ако земеме во оглед дека власта има тесно мнозинство, меѓутоа во некои случаи воопшто нема никакво мнозинство. Можам да го посочам како пример интерпелацијата на министерот Димитров, кој што доби поддршка од 55 пратеници, а беше изгласана таа влада со 62 пратеници, се има 50. Каков легитимитет има конкретно Димитров ако да има поддршка од само 55 пратеници? За мене легитимитетот на Никола Димитров е спорен од самиот почеток, затоа што сега само ако се сеќавате пред парламентарните избори, викаше дека сме добиле датум за Европската унија, па ајде ќе биде во декември, па нема да биде во декември, ќе биде во март, па нема да биде во март, ќе биде во ноември и се така лага во лага, а од друга страна попуштивме во сите оние црвени линии кои што не требаше да попуштиме, се впуштија во нешто во што не смеа да се впуштат, почнаа да преговараат за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, се откажа од македонците во соседните земји и така натака. Така да самото она што им беше ветување за парламентарните избори, не само што не се реализира, туку воопшто и не постоеше. Република Македонија се уште е во чекалната и со овие политичари, со ваква корупција, чисто се сомневам дека некогаш ќе почнеме со преговори. Точно дека во собранието тешко им оди, еве во цел месец февруар сме имале, ако не се лажам, само 1 до 2 седници. Минатата недела требаше да имаме седница, не успеа да го обезбедат потребното мнозинство за да започне седницата. А сметам дека во однос на локалните избори, ВМРО ДПМН убеден сум дека ќе освои најголема победа, затоа што сите показатели го покажуваат тоа. Самиот чин на подпишување на 45.000 граѓани за само 6 часа покажува дека на овој народ му е преку глава од сите политики на СДСМ, дека доаѓа македонска пролет, дека народот се буди против политиките на СДСМ и очекувам во најскоро време и оваа влада да падне и да понесе одговорност за се она што и се случува денес на Република Македонија во полето на криминалот, корупцијата, судството, катастрофалните политики во образованието, последиците од COVID-19, имаме над 55.000 ново невработени лица, имаме над 6.000 фирми кои што ставија клjuč на своите врати, додека фирмите на заеми и фирмите на власта го дуплираат или триплираат нивниот профит. Сето тоа народот го гледа и за сето тоа народот ќе ги казни на наредните локални и парламентарни избори. Дали очекувате, еве конкретно премиерот Заев и председател на СДСМ, да дозволи одржување на предвремени парламентарни избори, ако го земеме предвид сето ова што го напоменавте вие сега, вклучително и тоа што вие како политичка опција собравте 45.000 подписи за 6 часа, СДСМ истовремено во меѓувреме го ажурира своето членство и они ми се чини за 10 дена ажурира 25.000 членови, а вие 45.000 подписи собравте за 6 часа. Ќе дозволи ли Заев одржување на предвремени парламентарни? Мислам дека ќе се држи како давеник за сламка, но веќе во Република Македонија процесот на уривање на оваа криминална власт е започнат. Народот се обединува под бајракот на ВМРО, затоа што ВМРО ДПМН е во моментов единствената политичка опција која што нуди алтернатива и решение на сите овие проблеми со кои што се соочува македонското општество. Очекувам Зоран Заев да се бори до последно, на секаков легитимен и нелегитимен начин да ја задржи власта, како што впрочем тој самиот го најави уште пред доаѓањето на власт од чистачка нели до директор, тоа се неговите познати зборови, но нема да може да го спречи поривот на македонскиот народ, затоа што, како што кажав, веќе на македонскиот народ му е преку глава од кажувам, заборавам, негирам. Ние имаме таков премиер. Кажувам, заборавам, негирам, кој што се премислува на 3 сати и нема способност да креира политика, нема способност да го подобри животот на граѓаните, нема способност да се бори против корупцијата во Република Македонија, нема способност да го запри селувањето во Република Македонија, има способност, како што кажав, само да го триплира или мултиплицира, односно профитот во нивните фирми и во фирмите на власта, додека од друга страна македонскиот граѓанин е доведен на равот на екзистенцијата и се соочува со секојдневни проблеми, како што напоменав, 55.000 ново невработени лица, над 6.000 фирми со клjuč на вратата, имаме енормно иселување од Република Македонија
и безперспективност на која мора да ставиме заеднички крај. Ви благодарам, господине Јулевски, за разговорот и одвоеното време. Ви благодарам и вас.